Почитувани, Агенда 35 оваа недела е посветена на случувањата во Европската Унија. Пропадна третиот обид на британската премиерка Тереза Меј за Брекзит со договор. А како што се приближуваат изборите на пролет, така растат и потресите и во други европски држави. Агенда 35 прави анализа на овие процеси, а имаме интервју со Костас Дузинас, пратеник на Сириза и долгогодишен професор на Бирбек универзитетот од Лондон. Останете со нас. Во оваа емисија ќе гледате: Обединетото кралство брои ситно до напуштањето на Европската Унија. Британски експерти специјално за Агенда 35 анализираат можни сценарија за Брекзит. Европската Унија има поголеми проблеми со кои треба да се справува покрај Брекзитот. Брзорастечкиот популизам, малиот раст на економијата, миграциите се само дел од темите за иднината на Европа. Интервју со Костас Дузинас, пратеник на Сириза и председател на парламентарниот комитет за надворешна политика и безбедност. Останете со нас. На Европа и се крева косата на глава што британците и понатаму не можат да се договорат дали и како да си одат од Европската Унија. Партиите, владата и јавноста толку се разидуваат околу темата Брекзит, што било каков компромис засега изгледа невозможен. Велика Британија е заглавена во ќорсокак, откако пратениците во парламентот прво во средата ги отврлија сите 8 понудени алтернативи. Некој од нив добија многу гласови, како на пример Обединетото кралство да остане во царинска и трговска унија со ЕУ или пак распишување втор референдум, но ниту еден предлог не го освои потребното мнозинство за да се реализира. Опцијата за напуштање на унијата без договор освои несомнено најмалку гласови од пратениците, но сепак ова сценарио засега изгледа многу веројатно и ќе се случи по дефолт ако во меѓувреме не се најде друго решение. Потоа во петокот власта доживеа уште еден парламентарен пораз, откако по трет пат не обезбеди мнозинство за договорот за излегување од ЕУ, и тоа само за деловите што се однесуваат на плаќањата на Велика Британија кон ЕУ, регулирањето на престојот на британските и европските граѓани, транзицијски период од 2 години, како и за задржување отворена граница меѓу Ирска и Северна Ирска, но не и за политичките декорации на договорот, односно релациите со ЕУ. Броејќи ситно до крајниот рок за напуштање на Унијата, разговаравме со британскиот експерт за европски политики, еден од основачите и директор на think tank-от Henry Jackson Society, Джеймс Роџерс, за тоа кое сценарио се чини највозможно. Според него, одговорот на ова прашање е веќе познат. So, and the answer is that the British people voted in 2016 in June to leave the European Union. So the government has been instructed, and the government said that it would actually implement what they decided. Now, the issue seems to be that there is a majority in Parliament that do not wish to implement the views of the British people insofar as it is possible to ascertain exactly what they wanted through the mechanism of the referendum. So that's why this process has been taking so long. The MPs have been moving through a series of deliberations to determine how Britain should leave the European Union, and there are a range of ways that it could actually do this. So the issue now is to determine which ones of those it will be. The government has put forward its own vision as to how this might be achieved, and that's also the vision that the European Union or the rest of the European Union tends to share. And that is, of course, the withdrawal agreement. But it seems to be that this cannot pass through the House of Commons in the time available. So this is why yesterday MPs put forward a series of options and then undertook indicative votes to determine which one of them they preferred. The problem there is that none of them actually came out with a majority. So in a way, Parliament is back to square one, and the future remains increasingly uncertain. Според Роџерс, опцијата за втор референдум, што извади на улица околу половина милион поддржувачи, исто така е тешко остварлива. The idea of a second referendum, which some have called a people's vote, has been around now for some time, at least the last year.
and there was a very large march, probably including between 300 and 500,000 people on Saturday, of people that wanted to see this option available. The problem there is that the MPs have already rejected the idea so far. It might be an option in the future, it could occur, but at this stage it seems that it is unlikely. And there are a range of other options that the government and parliament could pursue. Сагата околу Брекзит, што уште повеќе се продлабочува, според Роджерс веќе им наштети и на Обединетото кралство, но и на остатокот од Европа. Process has been going on now for nearly 3 years. British politics has certainly, I think, suffered to some extent. People want this to be resolved. And the relationship between Britain and its European partners is not in a healthy state, because of course they want the issue to be resolved as well. So we need to have this issue resolved as quickly as possible for the health of politics in the UK, but also the health of the relationship between the UK and the rest of the EU. Дека исходот од напуштањето на Обединетото кралство на Европската унија сериозно ќе влијае и на Македонија, веќе анализиравме во Агенда 35. Напуштањето на ЕУ без договор ќе го направи Обединетото кралство да биде трета земја кон Македонија, а тоа практично значи дека извозот и увозот на стоки меѓу двете земји ќе подлежи на плаќање на царина, што значи дека дополнително ќе се оптовари размената во вредност од 660 милиони евра. Директорот на Царинската управа Ѓоко Танасовски изјави дека двете земји веќе подолго време се подготвуваат и за двете опции: излегување од ЕУ со или без договор и работат на склучување на нова форма на договор за слободна трговија. Македонија има преземено веќе чекори уште од минатата година, формирана е работна група која е посветена на Брекзитот, координирана од Министерството за надворешни работи. Преземени се сите чекори за да ги предпоставиме последиците и она што се бара од нас, за да каков и да бил излезот на Велика Британија од Европската унија, да нашите компании не трпат последици. Ние имаме остварено како држава контакти со Велика Британија во однос на некои подготовки околу тој договор за слободна трговија, меѓутоа тоа е сепак надлежност на Министерството за надворешни работи и ние додека не дојде конечната одлука каков ќе биде Брекситот, не можеме да коментираме кои ќе бидат конкретните чекори, меѓутоа ние се спремаме и за двете сценарија. Македонија е нето увозник од Обединетото кралство, откаде што најмногу се набавува платина и паладиум за производството на најголемата компанија во земјава Джонсон Мети, но Брекзит без договор со ЕУ е потенцијална закана и за извозот. Европската унија има поголеми проблеми со кои треба да се справува покрај Брекзитот: брзо растичкиот популизам, умерениот раст на економијата, миграциите се само дел од темите за иднината на Европа. Економиите на сите земји членки на Европската унија се исправени пред предизвици. Предизвиците се разликуваат од земја до земја, но според препораките на Европската комисија, сите членки треба да се фокусирани на зголемување на инвестициите, на водење одговорна фискална политика и на имплементација на добро подготвени реформи. Европската економија се очекува да расте и во 2019 година, 7 година поред, но со поумерено темпо. Вработувањето е на рекордно високо ниво, а невработеноста е на рекордно ниско ниво. Јавните финансии исто така се подобри во целост, иако некои земји се уште се соочуваат со високо ниво на долг. Меѓу земјите што се соочуваат со најголем долг е Италија. Незиниот долг достигна 2,3 милиарди евра, односно 131% од бруто домашниот производ на Италија. Додека долгот расте, италијанската економија забележа пад во последниот квартал на 2018 година, поради намалувањето на извозот и со тоа влезе во рецесија и дополнително ги зголеми буџетските проблеми. Навистина сум загрижен. Во ниту една друга земја членка на ЕУ, економијата не заостанува толку драстично како во Италија. Јасно се гледа дека насоката што ја води владата во Рим и наштетува на економијата. Каматните стапки растат, несигурноста исто така. Вели подпредседателот на Европската комисија Валдис Домбровскис, кој додава дека со тоа земјата не успела да ја врати довербата на инвеститорите. И германската економија, која е моторот на европската економија, се соочува со предизвици. Доминантно извозната германска економија е погодена од забавувањето на глобалната економија. Германија избегна рецесија во втората половина на 2018 година и на почетокот на оваа година веќе покажува подобрување.
Но председателот на Европската централна банка Марио Драги предупреди дека земите од еврозоната, меѓу кои и Германија, веднаш ќе ги почувствуваат економските последици доколку Велика Британија ја напушти унијата без договор. Според канцеларката Ангела Меркел пак, која беше критикувана за водењето на стегната економска политика, германската економија е безбедна и подготвена за секој сценарио. It depends very much on the further development of events. I don't want to speculate. And quite frankly, I don't know whether Mario Draghi actually specifically singled out German companies. I think we are well prepared, as is the German business community. So I don't see this as a problem for the German economy. But obviously, a disorderly Brexit or a no-deal Brexit would not be the best possible solution. I said yesterday and previously that I will try to bring this about until the very last hour. Одговорот на економските проблеми францускиот председател Емануел Макрон го гледа во формирањето единствен буџет на еврозоната. Наместо буџет, идејата на Франција доби германска поддршка, но за формирање на буџетски инструмент на еврозоната, преку кој би се финансирале реформите и инвестициите во земјите што го применуваат еврото како валута. Иако е се уште во зародиш, идејата веќе доби негативни критики. Земјите членки, кои не можат да се справат со својот превисок долг или со пренатрупаната администрација, веќе онака имаат многу финансиски инструменти на располагање за решавање на овие предизвици, вели генералниот секретар на економскиот совет на партијата на Меркел. Средствата за кои зборува со партиецот на Меркел се од програмата за поддршка на структурни реформи, кои земјите членки ги имаат на располагање за да спроведат реформи кои ќе го зголемат економскиот раст. Но владите мора многу да внимаваат на моментот во кој се носат ваквите реформи и на тоа кои би биле последиците од нив. Најдобар пример за тоа е Франција, која е соочена со масовни и насилни протести на движењето жолти елеци, кои се директно насочени против економските политики на Макрон. Франција се обиде да го зголеми данокот на дизел горивото. Тоа погоди многу луѓе кои имаат ниски примања и кои живеат надвор од урбаните средини и најмногу зависат од своите автомобили. Кога повеќето од земјите успешно ги направи овие реформи за да се движат кон почиста енергија и да го отстранат дизел горивото, во исто време има и реформа на персоналниот данок на доход, за да осигурат дека луѓето со пониски примања би можеле да видат нешто што е неутрално за нив и дека нема да страдаат од тоа, вели Лоренс Бун, главен економист во Организацијата за економска соработка и развој. По повикот на Европската комисија за реформа на економските политики, сега националните економии треба да ги разгледаат забелешките на комисијата и да подготват план за реформи, кој треба да го представат до крајот на април. Врз основа на овие планови, комисијата до крајот на мај ќе издаде препораки до сите земји членки како да ги реформираат своите економии и како да ги приспособат своите јавни трошења. Mr. Buzinas, welcome. Thank you for your time, for being here today. In your book, Syriza in Power, and you're saying accidental politician, you're talking about the idea of left ideology and left power in this modern world of neoliberalism and rise of right ideology. So you think of yourself as an accidental politician? Yes, I am an accidental politician. Can you explain that more, because it's really interesting? Yes, I mean, I went to London to do my PhD in 1974, and then I started my career immediately afterwards. I became a professor pretty early on, professor of law and legal philosophy, and although I kept my links with Greece, I was not involved in any direct way with Greek politics. And then the crisis hit us in 2010, 2011, and at that point the Western, the English-speaking media were full of all these stories about the Greeks being lazy and being cheats and being, deserving what happened to them. And I was really angry about that. And somehow I rediscovered my involvement and my interest in Greek politics, and I started writing a number of articles in the Guardian newspaper and various websites defending a very basic fact, that the Greek people are suffering more than anyone else in Western Europe during peacetime. They lost a 30%, almost 30% of their GDP
within 5 years. We had unemployment coming to 30%, youth unemployment up to 60%. And all these young men and women who had studied in Greece, they were really brilliant minds, were coming to London to work as bar women and cleaners and so on. And that broke my heart. So I started getting involved again as now a senior professor with a certain recognition internationally to try and tell a different story from what the mainstream media. And the accidental bit is really something very strange for me, because only in early September, I was in Poland for a conference. I was rang by Athens and they asked me to be a candidate. And I said, no, it's never crossed my mind. I had no interest in becoming a politician. And eventually they persuaded me after they said that my chance of getting elected was very small. The case of Syriza is actually very interesting in this whole global phenomena of rising of right-wing ideology. And how do you see the position of left ideology now, political ideology in the Europe? Okay, that takes us back perhaps a few decades. In 1989, with the collapse of the Soviet Union, the fall of the Berlin Wall, the collapse of Yugoslavia in our part of the world, the left, all kinds and shades of the left, suffered a major defeat. I mean, we, people in the political trajectory that I belong, were always critical of the Soviet Union. However, we saw that the Soviet Union was playing an important balancing role internationally. And of course, Yugoslavia for us, for people of the democratic socialist belief, Yugoslavia was a very important experiment. But we were defeated. And theoretically, some of our models, the two major models that the left developed in the 20th century, the communist model, real existing socialism, as we used to call it, and the social democratic model had failed. And the social democratic model failed when Tony Blair in Britain, then Schröder in Germany, the French socialists and the Greek socialists adopted those neoliberal ideas. The idea that the social state has to shrink, that the major assets in health and education, in social security should be privatized, and that the pensions and the salaries and the working conditions of the working people should be reduced, should be undercut in order to create competitiveness. That's how we are coming to the rise of right ideology and the right-wing nationalism and so on, because people are searching for these answers in the nationalism and national states. You're absolutely right. What happened was that when this idea, this economic policy became dominant in the major states of Europe and in Brussels, in the European Commission, we had a period of some 20 years with globalization, with neoliberal policies, with privatization, that people felt exhausted. Unemployment rose, living conditions worsened. The working people felt that they were insecure. Their own future, the future of their families, was no longer guaranteed as it was in Western Europe after the Second World War with the social contract and the social state that had been created. And in that soil of insecurity, of anxiety, of ignorance about your future, right-wing, extreme right-wing ideologies found the necessary environment in which to gain a hold. And of course, having the population flows, the refugees, the migrants coming in, although in absolute terms, it was a very small number of people. But it was used as an argument of the populists. It was used because, take a case like Hungary. Hungary has not received any refugees. However, Mr. Orban claims that he will keep refugees, particularly Muslim refugees, out because he's looking for a European future of a white Christian people. Isn't that fascism, actually?
I mean, I don't want to use these terms easily, but there's no doubt that we have a return of ideologies of the interwar period that we felt that they were finished. After the Second World War, after the Holocaust, we felt that that thing was finished. We would never go back. That Europe, I mean, the European Union, that I hope that North Macedonia will soon start negotiations to become a member, was built on two principles. One was prosperity based on solidarity, the richer nations, the richer regions helping the poorer people, and secondly, of course, turning the old national disputes from disputes that lead to wars into a kind of noble economic competition. Both these principles, when neoliberalism rose, were defeated. I explained earlier that not just Greece, Italy, the Spanish people, the Portuguese people, the Irish people. But now we're seeing that this crisis is spreading towards the heart of the Europe, and we're seeing these insecurities also in Germany, in France. You are a professor at Birkbeck University in London, so you can talk maybe. Brexit. Yes, Brexit is a yes. perfect example of that. It is a perfect example. How dangerous these processes can be in order of European future having in mind? It is very dangerous, particularly with these European elections coming up, because we have the development of what you could call a black international, a black front. You have this character, Steve Bannon, who was the guru of President Trump, has come to Brussels. He has announced that he's creating a movement to unite all the right-wing forces and take Brussels over. Now, if that were to happen, and these European elections in May are extremely important, then perhaps we could see the demise of the European Union, or of the European Union as we knew it, even in its bad times. What are your prognoses for the elections? Well, I'm not a decide. gambling man. I don't want to bet on these things, but we hear that there's going to be a big increase of extreme right wing at the expense of the right wing, the EPP party. And of course, one of the major problems that we see both in Europe but also in domestic politics is that this rise of the extreme right wing has turned the standard center right towards the right. Having a candidate, for example, for Spitzenkandidat, Mr. Weber, a couple of years ago, Mr. Weber was part of the more extreme right-wing part of the CDU. You think it was impossible to imagine that he will be a candidate? It is, or that he will be the president of the Commission. The president. Someone that has said all kinds of pretty offensive things over the years, and someone who at this point is moving the center ground of European politics towards those ideas. And we have the ghosts coming back, those ghosts of the past that we thought had been buried, and they were there just for the historians to examine precisely the conditions that led to the rise of fascism and Nazism and so on, that this was a historical matter. And when you see it happening again in the heart of Europe, it is very worrying. It's hard to prognose the elections and the results, but also apparently it's hard to prognose with Brexit the solution, because as we're making this interview actually the day after the attempt for deal again failed. The third attempt failed. The third, yes. So maybe you lived in London for many decades, yes. And can you just explain about the Britain society and what was the urge and what was actually the point of all this nonsense? Okay, let me start by making a wider point. Europe has always been a trauma for British society. Europe has been a diagonal fault line across the whole of society and across the whole of the political system. Those people who felt we are part of the European continent, and those who felt that we're a little island, we're very powerful, we ruled a large part of the world, and we don't want to have anything to do with Europeans. And there is a certain melancholy to the British psyche in the post-colonial period. It's a question of mentality somehow. That is the mentality, a mentality which I understand to a certain extent, which said this: we used to be, as a small island, a major world power, and now economically we depend
on our ex-colony, the United States. Politically, we're members of a club in which the dominant power, Germany, is the nation, the force that we fought with and won in 2 wars. Now that is part of a wider mentality of a nation that is in decline after the end of colonialism. They were expelled from Africa, from Asia, they went back to their island. So that is the basis. However, as it happens in Hungary or in Germany or in Italy, it was extreme right-wing politicians that, based on that general malaise, cultural malaise of a nation and the people, that suddenly found themselves in a very unclear position in the world. People who were being told that, you know, we are the great power, the great culture, the great civilization, the great business people and so on. It was the right-wing politicians who at some point come and say, you know, our decline, the fact that we're now a second-rate power is because of the immigrants. The immigrants are coming in and they're stealing our jobs and they're stealing our places in hospitals and in universities and schools and so on. It was a lie, and it is a lie all over Europe. Europe, speaking about certainly my part of the world, is demographically declining. And to the extent that this demographic decline cannot be contained from within the nation, you need the immigrants. These are the people, dynamic people, who many of them, like me, did not return to their country. And of course it is a great problem for our countries that we lose our best minds. But for the British or the Germans, this is precisely the population that brings a new dynamism. And you know, the best minds are going there. So, Europe will have to face these challenges, of course, and to find a way to find the best solution for them. Our TV program, actually, Agenda 35, is dedicated to promoting the European standards and how important integration of North Macedonia into the European Union is. So, in that sense, still, do you believe that European Union is still the best solution for these parts of the world and the countries of the Balkans? Listen, with all these problems on the table. With all these problems, no single power managed to rule the Balkans for a very long period of time. We have all this wonderful richness of nations and languages and religions and cultures. We are a proper multicultural region of the world. So nobody, no single power, not the Ottomans, not the Austrians, not the Russians, could ever stay as the single force that rules this place, because other powers would come in, or national liberation wars and movements would come in. And to that extent, an integration that goes through the European Union is extremely important, and therefore an integration through a multinational and multicultural union entity like the European Union is, I think, the best future. But you said this fear of the European Union for having the integration process in mind can be a really bad signal, especially for North Macedonia, having in mind the agreement, the Prespa agreement and the deal with Greece. People will probably feel that there is no valorization of the efforts that was made. I totally agree. And let me start by saying one thing about the Prespa agreement. This agreement went against, backed the trend that we see all over Europe and in our area towards nationalism. You know, it backed the trend. Yes. It went exactly against it. It's the opposite of what's happening in the EU. Exactly the opposite. And in that sense, I think the welcoming by all the great European nations and powers of the agreement is a positive sign. You see, the agreement has created a window of opportunity. It happened in a window of opportunity, having Zaev and Tsipras as the leaders of the two people who were able, you know, to bring to an end this long and festering dispute. But it creates a window of opportunity for the rest of our region. There is a momentum at this point. I hope that this momentum that
the leaders of the other Balkan nations see how the world is welcoming those attempts to try and create agreements based on the recognition and respect for the dignity of the other party. This, for me, is the philosophical ground of the Prespa Agreement. And I think other nations, other forces, in our region will realize that this momentum, that this model that has been created by the Prespa Agreement should be now magnified and should be transferred from us to Kosovo and Serbia, to Bosnia and Herzegovina, to Albania. We're too close to the period of the wars, the Yugoslav wars. We're too close to seeing our brothers and our sisters kill each other. That is not the future. Our future is economic, political and cultural integration, hopefully through the European Union, and certainly the future of North Macedonia and Greece is precisely to become the center of a new spirit of friendship, of economic co-development, of being with each other and doing things together, because we're very close as people. Maybe we need more accidental politicians for that. Yes. Probably. Probably. Thank you very much. Thank you very much for your time and for being here. Thank you. На Европската Унија е потребна европска финансиска полиција во рамки на Европол, која ќе има овластувања да истражува преку гранични случаи поврзани со данок и затајување, како и финансиски криминал, порачаа во својот извештај застапниците на Одборот за финансиски криминал, затајување и избегнување на плаќање на данок при Европскиот парламент. Тие се залагаат и за основање на надзорно тело за борба против перење на пари и финансирање на тероризам, затоа што нивото на координација помеѓу државите членки на Европската Унија, кое сега е активно, не е доволно да одговори на овие предизвици. Важни се и препораките за постапно укинување на така наречените златни визи или пасоши за инвестициски програми кои ја нарушуваат борбата за праведност и транспарентност и поголема заштита на свиркачите кои ги предупредуваат властите на казнени дела и на злоупотреба. Инаку профитот од перење пари во разни сектори на Европската Унија се проценува на околу 110 милиарди евра годишно, што е еднакво на 1% од вкупниот бруто домашен производ на цела Европска Унија. Извештајот на одборот е резултат на парламентарната истрага после неколкуте скандали со перење на пари кои вклучува европски банки и новинарските истражувања за избегнување плаќање данок како LuxLeaks и Panama Papers. Ново време, нови технологии и нови правила за испорака на дигитални содржини. Европскиот парламент со нови правила сака да ги зајакне правата на купувачите кога се работи за купување дигитални содржини на интернет, како апликации, видеа, музика или игри. Новите правила за дигиталните договори ќе важат и кога се работи за претплата и кога се работи за еднократно купување. Купувачите ќе бидат заштитени не само кога ќе купат со пари, туку и кога даваат податоци за замена на користење на услуги, што е случај со социјалните мрежи. Ќе може да побараат попуст или поврат на парите во период од 14 дена, ако имаат некој проблем кој нема да е решен во разумен рок. Инаку во голем број на држави членки на Европската Унија не постојат експлицитно дефинирани правила кои се однесуваат на купување дигитални содржини. Непостоењето на правила создава проблеми во случај ако нешто тргне погрешно при купувањето или пак ако некоја апликација наеднаш престане да работи. Злоупотребата на лични податоци за време на предизборните кампањи на европските политички партии ќе биде казнива. Правилата донесени од Европскиот парламент и одобрени од Советот на Европската Унија овој месец се со цел да се заштити демократскиот процес на претстојните европски избори во мај. Се воведуваат парични казни за европските партии и фондации кои ќе злоупотребат лични податоци на гласачите во политичка кампања. Ќе се казнуваат европските политички партии чии членови намерно ги кршат правилата за заштита на податоци, за да влијаат на резултатите на изборите. Инаку, повеќе од 2/3 или 67% од корисниците на интернет во Европската Унија се загрижени поради неовластеното користење на нивните лични податоци за таргетирани политички пораки, што последично штети на слободниот и фер надпревар помеѓу сите политички партии.
Според Светската здравствена организација, алергиите се едни од најсериозните здравствени проблеми на 21 век. Ова има подкрепа и од статистичките податоци кои доаѓаат од Австрија, каде зголемен број на луѓе имаат проблем со алергии. Ако во 2012 година само 1 од 4 австрици имал алергија, во 2017 година алергија имал 1 од 3 австрици и трендот продолжува. Со цел да им се помогне на сите оние кои имаат проблем со алергии, но и да се понуди алтернатива на конвенционалните дијагностички тестови, кои се скапи и непријатни за пациентите поради големиот број на дијагностички чекори. Една компанија од Виена, Австрија, разви нови, иновативни, брзи и ефективни тест дијагностички методи за алергии. Се работи за повеќе параметарски дијагностички метод за алергија, кој ги опфаќа скоро сите глобално релевантни алергени во еден лабораториски тест. Овој револуционерен начин на дијагностицирање на алергии е прв во светот со кој може брзо и сигурно истовремено да се тестираат до 300 алергенси. За споредба, конвенционалните алергиски тестови дозволуваат истовремено да бидат испитувани само ограничен број на алергиски супстанции. Методата дава точни резултати од прв пат за сите пациенти со алергии, а истовремено ги намалува трошоците и за пациентите и за давателите на здравствените услуги. За спроведување на сеопфатна анализа потребна е само една капка крвна плазма или серум. После спроведувањето на анализата, пациентите имаат скоро целосна информација за статусот на нивната состојба, а докторите се во можност да започнат третман и да дадат препораки побрзо и потаргетирано. Австриската компанија за интензивирање на развојот на револуционерната технологија за дијагностика на алергии преку ЕУ програмата Хоризонт 2020 има добиено финансиски средства во висина од 2,5 милиони евро. Нашиот редовен термин е 20 часот и 15 минути секоја недела на првиот програмски канал на националната телевизија. Следете не тука или на нашите официјални Инстаграм и Фейсбук профили. Се гледаме следната недела со друга тема.